Истрагата за големата трагедија во Кочани и понатаму причина за серија пресконференции. Опозицијската СДСМ и денес со обвинувања кон власта. Доволно време помина, институциите не си ја завршија својата работа. Институциите на прогонот се заложници на Христијан Мицкоски, кој од првиот ден ја попречува истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, за да се спаси самиот, посочија на пресконференција од СДСМ. Обвинителството и Мицкоски мора да одговорат зошто досега не е покрената истрага против актуелната началничка на ОВАР Кочани, Марија Цветковска-Маневска, во моментот кога се случил пожарот. Марија Цветковска-Маневска, почитувани, е личен избор на Панче Тошковски за началник на ОВАР Кочани уште во техничката влада, што значи дека таа е на функцијата повеќе од една година пред да се случи трагичниот пожар во Кочани. Како е можно, како началник на ОВАР Кочани, Маневска да нема информации дека е издадена и се спроведува наредба спротивна на стандардната оперативна процедура во секторот на ОВАР со кој самата раководи? Реакција на посочените прашања од страна на ВМРО ДПМН до објавување на прилогот нема. А во меѓувреме, заврши евалуацијата на повредените што се лекуваат во Кочанската болница. Прегледите опфатија повеќе од 100 пациенти, дел од нив повратници од странските болници, а дел се лица кои беа хоспитализирани во македонски здравствени установи. Од Министерството за здравство информираа дека денеска се потпишани нови договори со лекари од скопските клиники. Од денеска се потпишани и нови договори во кои што во наредниот период не само овие доктори, туку ќе одат и 4 физијатри од болницата од Козле, плюс 4 физијатри од 8 септември и физиотерапевти и 20 физијатри од 8 септември. Башка од кожна клиника што се одат секоја недела по 2 пати. И докторката што беше проблем, исто и таа со член 221 најдовме правна форма во кој што ќе остане да работи се додека е потребна во болницата во Кочани. За тоа како ќе продолжи начинот на лекување и процесот на рехабилитација на повредените во пожарот во Пулс, Андовски најави нови и подетални информации деновиве. Инаку, за повеќето од нив, медицинските лица предупредуваат дека процесот на заздравување ќе трае со години, а пациентите мора строго да ги заштитуваат повредите од сонце и други надворешни влијанија.